Един се уште не, бидејќи останува уште еден час до координативната средба која што е најавена токму овдека во клубот на Пратеници, која што следува непосредно по средбата на премиерот Зоран Заев со неговиот грчки колега Алексис Ципрас во Давос. Токму на оваа координативна средба тој ќе репортира за овој состанок и ќе ги извести, односно ќе им го достави на останатите субјекти од државно-политичкиот врв новиот предлог за името кој што доаѓа од медијаторот Метју Нимиц. На оваа средба се поканети шефот на државата Ѓорѓе Иванов, како и председателот на опозицијската ВМРО ДПМН, но и партнерот во владата на Заев, односно лидерот на ДУИ Али Ахмети. Од владата соопштија дека очекуваат оваа средба да придонесе кон градење на национален консензус за постигнување на решение со спорот со името, а исто така оттаму информираа и дека председателот Иванов е единствениот од поканетите кој што го добил предлогот на Нимиц пред средбата, на останатите ќе им биде презентиран на оваа средба. Слични се и очекувањата на коалицијскиот партнер ДУИ, од каде велат дека е редно време да се најде заедничко решение, да се постигне национален консензус за надминување на спорот и решавање на спорот со името и за членување на земјава во ЕУ и НАТО. За сега од кабинетот на Иванов не одговори на нашите прашања кои ќе бидат неговите позиции, како и кој е неговиот став за предлогот кој што доаѓа од Нимица. Во ова издание на Дневникот со нас е Тодор Пендаров, поранешен новинар, кого го прашувам. Господине Пендаров, колку овој оптимизам кој што го најавува владата за градење на национален консензус за решение е реално осврлив и очекуван? Па, од денешниот состанок јас не очекувам дека ќе биде постигнат тој национален консензус за кој вие зборувавте. Патем ни во Грција денеска не се создаде национален консензус околу ова прашање. Како што знаете, грчкиот председател повторно зборува за идентизам на Македонија. Лидерот на најголемата опозицијска партија Мицотакис нервозно, како што јавуваат агенциите, ја напуштил средбата со грчкиот премиер. Значи, исто така не очекувам овде да биде консензус. Вие го спомнавте Иванов кој го има тој предлог, но јас би потсетил уште и на коментарот на тој предлог што го даде нашиот преговарач и амбасадор во Соединетите Американски држави, што е дипломатски несфатливо. По правило во нормални држави таков човек треба да биде повлечен, но тоа е друго прашање. Значи не очекувам денеска да некаков поголем да биде воспоставен тој консензус. Мислам дека СДСМ ќе издаде соопштение за својата транспарентност постфестум, која е. Но во меѓуредови ќе го почувствуваме дека и тие се во одбрана на националниот идентитет. ВМРО ДПМН со својот патриотизам ќе продолжи понатаму да не труја со некаков патриотизам кој има сосем друга функција за која не е место сега да зборуваме. Додека ДУИ, како што вие самиот рековте, ДУИ ќе зборува дека ова е вистинскиот момент, правиот момент нешто да се направи. Зашто не сум оптимиста, односно мислам дека сум реален, бидејќи ако не можевме 25 години да направиме национален и општествен консензус и политички консензус околу ова прашање, како би можело од една средба во која веќе на почетокот имавме, пак го спомнав, предлогот на Нимиц од страна на нашиот преговарач беше оценет многу лошо. Тој став мислам дека делумно ќе го задржи и Иванов, така да не очекувам некој поголем, можеби е прв чекор. И би било добро ако се продолжат овие средби и да бидат можеби подобро подготвени, но денеска не. Споменавте и случувањата во Грција. Меѓутоа, дали таму очекувате некое значително поместување, особено по чекорите на Македонија да го промени името на аеродромот и автопатот? Па гледайте, состојбата е тотално асиметрична. Ние овде разговараме за нашето уставно име, кое според Ерга Омнес треба да го промениме, додека грците ништо не губат. Напротив, било што за нив е позитивно, бидејќи некоја политика нивна која започнала далечната 91 година, модифицирана се реализира. Значи, кај грците тој консенсус, мислам дека таму околу ова прашање ќе се води строго битка меѓу двете партии, односно меѓу власта и опозицијата, во смисла на билдање пак
националното прашање, кое е абсурдно, грците ништо национално не губат. Добро, именувањето на аеродромот, спомениците од Скопје 2014 беа ординарна глупост, но со тоа ништо Грција не изгуби. На крајот на криштата Александар и Александрија, и името на Александар the Great, Александар Велики, се користи во многу држави и за улици, и за разни објекти, така да тоа не е. Тоа е само покривање на одредена друга политика која грчката влада ја води 20 и кусур години. Така, ви благодарам за гостувањето во Дневникот, господине Пендаров. Инаку, уште помалку од 1 час останува до средбата, која што е најавена непосредно пред пристигнувањето на медијаторот во спорот Нимиц, кој што ќе дојде во регионот наредната недела за да ги слушне реакциите во двете земји по неговиот предлог кој што го достави до Скопје и до Атина.